Академскиот сликар и истражувач Александар Настески натаму низ историјата го бара изворот на својата уметност. Истражувањето на гравирите, пиктажите и релјефите на карпите и нивното пренесување на своите дела веќе една деценија представуваат негов мотив во работата. Дури 8 години ја истражувавте марковата карпа во Сетоле. Господин Настески, што откривте? Кои се спецификите на оваа маркова карпа? Точно, 8 години ја истражувам и се уште пронаоѓам нови и нови работи. Во прво време, значи 2005 година, кога прв пат ја посетив, јас буквално бев вџашен, зачуден, дури можам да речам исплашен од тоа што го видов. Бидејќи не очекував да видам такво нешто ни на сон. А всушност откажувањето на луѓето, како легенда што е зборува, кажуваа дека е тоа некоја маркова карпа кај што има едно големо копито од марковиот шарец и некакви рецки од марковиот буздоган. Но таму видов нешто што немаше врска со ова што ја кажам. А што видов таму? Таму видов 5 фасцинантни релјефи, невидени досега. Ни на овие простори наши, нити подалеку. Нешто многу оригинално и нешто многу зачудувачки. Во центарот на платото на оваа маркова карпа, која е долга скоро 5 метра, се наоѓа еден голем релјеф на човечки череп. Долг е 100 см, а широк негде 95 см. Десно од него се наоѓа неговата десна крената рака. Над неа се наоѓа еден висок релјеф кој е символ за вулва. Од каде што почнува и едно каналче кое се зголемува и дури на крајот и се продлабочува до 30 см, а исечено е како со секира. Под сите овие релјефи се наоѓа релјеф на новороденче, кој исто така многу големо, на природна големина, а која глава е глава на волк, која е долга 40 см, а длабока 18 см. Значи, навистина нешто неочекувано. И ова нешто мене не ми даваше мира многу месеци, па дури години. Се прашував да помислам што всушност ова значи. Дали си мислев од почеток, дали ова значи дека е некакво сведоштво за некакво да кажам застрашувачки некој ритуал. Како на пример жртвување на новороденчиња во чест на некој бог или нешто слично. Но јас тоа веднаш го отфрлив, бидејќи тоа воопшто не се вклопува во она што би требало да биде. Зашто се знае дека во далечната преисторија човекот бил обседнат со родноста. Родноста во природата, кај животните, но и родноста кај човекот. А уште ако се знае дека животот на човекот бил многу краток, например, мажите ретко ја преживувале 40-та година, а жените одва и 30-та година. И најголем број на жени и деца умирале при самото породување. Значи, воопшто не се вклопуваше во првата помисла дека тоа можно на некое страшно сведоштво за такви жртвувања. Значи, сепак постоеше можност дека е нешто друго. И токму заради тоа, јас досега 15 на пати, ако не и повеќе, сум ја посетил таа маркова карпа во село Сетоле, заедно со многу мои пријатели, со археолози, геолози, историчари, значи со луѓе и со пријатели со кои многу пати идеме на тие истражувања. И така да со време дојдов до некои многу интересни сознанија. А тие сознанија дојдоа откако навистина морав да проучам многу други работи, за да дојдам во ситуација да можам правилно да декодирам што значи сето ова. Декодирањето на религиите и верувањето преку карпестата уметност за вас повторно ги отворија вратите за учество во Валкамоника симпозиумот кој што е во тек. Да, токму така. Оваа година од 20 до 26 септември се одржува чувениот престижен Валкамоника симпозиум кој е 25 по ред. И таму сум на моја среќа застапен по втор пат, значи со мојата маркова карпа од село Сетоле и декодирањето на религиите и верувањата. Сега, само кратко би сакал да кажам дека декодирањето е еден макотрпен процес кој бара многу време, а и доста познавање од
историјата, преисторијата и не само во наши локални рамки, туку во светски рамки. Затоа што во тие ликовни представи што ние ги наоѓаме низ целиот свет, всушност се инкорпорирано човечкото општо едно општо мислење и, како би рекол, и универзалноста на човековиот ум. И откако дојдов до некои сознанија, значи дојдов до едно откритие што беше многу интересно за мене, а и како што гледам и прифатливо за научната јавност, светска дури можам да речам научна јавност. Сега, што всушност тука е представено? Во центарот, значи, на платото, во големат, кој што е представен големиот череп, човеков череп, всушност тоа значи дека е некој дух, Бог, заштитник на тој дел на племето. Значи, некој дух, заштитник кој знаел, кој требало да ги заштити децата и родилките. Но тој е овде представен како човечки череп. И прашањето беше зошто. Моето размислување е дека тој нивни дух и Бог заштитник мора да биде јак, страшен и пострашен од самата смрт, за да ја набрка истата од децата и од родилките. Значи, она, како народното, лошото со лошо се истерува. Додека па десно од него е дигната неговата десна рака, во која има лак. А и таа е многу голема, 70 сантиметра, плюс лакот. Па кажува дека тие луѓе се ловци, дека се уште се ловци. Иако времето кое е настанало, мислам дека е неолит, ран е неолит. Значи, тоа е едно време многу интересно, кога настануваат многу големи промени во човековата историја. Сега, најгоре, на највисокиот дел од платото, се наоѓа висок релјеф на вулвата како символ за мајките родилки. А од таа страна, по диагонала, почнува едно долго каналче, кој во долниот дел се проширува. И тоа каналче секако било за либација. Либација е ритуален чин, кај што се испуштаат известни течности во слава на Богот и заштита повикување на негова заштита. За заштита на децата и родилките. И веројатно можно е дури да пуштале и млеко, пошто е поврзано некако на овој начин, зашто не мора да биде само млеко, тоа може да биде и мед и многу други работи и така натаму. Сега, испод сите овие релифи се наоѓа и релифот на бебето. И тоа е многу големо, на природна големина е, кое има форма на кучешка глава. Всушност тоа е волчја глава, во која има многубројни купули, ситни дупчиња, преку 30-тина. И верувам дека тука во таа глава, која е 40 сантима должина, 18 сантима длабина, дека се поставале новороденчињата, за да бидат и јаки и отпорни како волци, а и храбри, за да издржат, прележат и да бидат дел од племето, нели? На почетокот од разговорот споменавте дека во откривањето на оваа карпа, на овие елементи на карпата, учествувале, ви помогнале и ваши пријатели. Колку археолозите, колку геолозите ви помагаат во разоткривањето на овие ликови представени на карпите? Точно, токму така. Затоа што ова е една многу комплексна работа. И само со една добра тимска работа може човек да дојде до известни сознанија и откритија. Постојат и мои добри пријатели археолози, дури многу познати, кои ја посетиле ова Маркова карпа, со кои сме размениле многу интересни мислења и сме дошле до известни заеднички заклучоци, зашто има и луѓе кои имаат исто така големо искуство од оваа проблематика. Но и геолозите се важен составен дел, бидејќи и тие би требало и треба да дадат мислење за составот на карпата, за нејзините можности, што всушност, дали всушност таа карпа е дел од природни пукнатини или е нешто што не може така да пукне, бидејќи составот на карпата не може да состави такви форми кои што нас не личат на нешто. Туку од нив добиваме информација, составот на карпата, неговата можност на пукање или разложување или така натаму, и колку време, да речеме, таа карпа, ако е тврда, може да издржи, да речеме, зашто по моje мислење, овие релјефи што вамо ги открив се негде околу 6.500 години стари. Значи, таа карпа мора да биде многу цврста, за да издржи
целото ово време и сите тие временски погоди и непогоди, од сонце, ветер, мраз, дожд, снег и така натаму, нели? Господин Настевски, продолжувате натаму со откривање на релефите, гравурите, пектажите на карпите. Има ли Тетовската околина се уште неоткриени места со вакви содржини? До сега имаме откриено многубројни такви карпи низ цела Македонија, но и Тетово, Тетовско и Шар планина. Верувам дека уште има и сигурно дека ги има, и што е многу нормално, кој нешто кажува дека нашите предци многу одамна го населувале овој простор, затоа што бил многу богат. Со вода, шума, животни, значи место кај што можеле да се живее и се живеело од памтивека еве и до сега. Сега, она што ние сме откриле, тоа сме пробале на некој начин да го декодираме, еве на овој начин како што јас сега објаснив, почитувајќи ја современата, да кажам, и службената наука, ете така ќе кажам. Арно, ама многу пати ставам многубројни знакови прашања, дали е тоа се така и дали можеби има и поинаков начин на гледање. Така да морам да речам дека има и поинаков начин на гледање, зашто не е све исто да биде некој елемент, некој гравир, пиктаж или релјеф во овој случај со некои огромни димензии, надприродни димензии. Замислите, значи главата на големиот дух заштитник е голема 1 метар, значи таа лобања. Што значи дека ако тоа би било човек полико створење, би било високо 7 метра. И сега се прашуваме дали е тоа можно. И веќе новата наука и новите научници кои гледаат со едни други очи на историјата, па и на преисторијата, па и сега се откриваат и постојат веќе многу откритија на костури кои се долги, високи, мислам, тие луѓе биле високи, значи 6, 7, па и 10 на метра. Што значи дека некои работи треба не само символично да ги објасниме, туку дури и буквално. И да речеме, чекај, овде нешто, сепак не се станува збор само за символика на големината, за нешто треба да биде Божјо, големо и така натаму, него дека сепак постоели луѓе кои имале и таква висина и кои имале можеби многу поголеми моќи од обичниот човек. Господин Настевски, ве благодарам и се надевам дека натаму продолжува вашата активност во откривањето на сето она што значи остатоци од историјата. Јас се надевам не само откривањето, него и мојата понатамошна работа на ликовно поле, зашто овие ги представувам на мој ликовен начин и мислам дека тоа оно што е многу оригинално, затоа што им е откривање, декодирање, но и ликовно представување како инспирација за сето тоа.